Тука во амфитеатарот Варош изминатиот викенд беше главното место каде што започнува и завршуваа трките на седмото поред издание на планинскиот ултрамаратон наречен Крали Марко Трелс. За прв пат оваа година најдолгата патека на овој маратон беше долга 110 км, што практично и најдолгата планинска трка во Македонија. На неа победник беше нашиот сограѓанин Александар Стојковски, а пак додека на другата стаза, долга 65 км, победи Мери Мирчевска исто така од Прилеп. Александар, пренос ќе му дадеме на дамите, иако сепак Мери се покажа многу посилна од поголем број припадници на машкиот пол во оваа трка. Мери истрча 65 км. Да. Пред се колку време се занимаваш со планинско трчање и какво беше чувството кога ја заврши трката? Неполни 2 години се занимавам со планинско трчање. Чувството е прекрасно после завршувањето на секоја трка. Најубаво чувство. Колку време се подготвуваш? Значи тренирам неполни 2 години континуирано. Не се подготвувам трка пред трка, бидејќи во овој спорт тоа не е можно, туку континуиран период. Што е потребно за да се занимаваш со овој спорт? Дали е потребно посебна опрема, посебен режим, начин на живот? Најмногу е потребно да имаш волја и мотив, како и за се. Се разбира дека е потребно да имаш посебен режим, посебен биоритам, да спиеш редовно, да се храниш редовно, не мора да водиш некоја специјална диета, односно начин на исхрана. Овоше, зеленчук, месо, тестенини, благо, солено, се воопшто слободно може да се храниш, малку во поголема количина, бидејќи се трошат повеќе илјади калории во текот на трката и на тренинзите, течности, цедени сокови, некои други специјални барања нема овај спорт. Опрема, најбитни се патиките. Меѓутоа нешто специјално нема. Сега малку од, ако сакаш да си помодерен, поскапочете кошта, се разбира. Дали освен во Македонија учествуваш и на други трки надвор од Македонија, вакви планински ултрамаратони? Да, учествувам во соседните земји, во Грција, во Бугарија, во Косово, во Србија, во Хрватска, во Романија. Да. Кои се твоите успеси таму? Моите успеси се прво, второ или трето место. Добро е, супер е, треба да се продолжи уште со тренинг, за да видиш подобар, повеќе години на тренинг се потребни. Кога ги трчаш тие 65 км, какви мисли ти проаѓаат низ главата? Доста долг временски период е, така да може да ти пројдат сите мисли од најнегативни до најпозитивни, исто како и времето. Во толка временски период има сонце, има дожд, има ветар, има жештина, има студ. Ако е, например, зависи во колку часот се тргнува, може да има и ноќ, и ден. Како се носиш со сето тоа? Што ти дава храброст? Како си викаш, дали да престанам или да продолжам? Има такви моменти кога си во дилема? Нема да престанам, понекогаш го намалувам темпото, кој ми е потешко. Се разбира дека на секој му паднува потешко, тоа е природно, одреден дел од трката да е полесен, потежок, треба да си ја трошиш силата рамномерно, не треба наеднаш цела во почетокот да ја потрошиш, туку да имаш осет континуирано. И покрај тоа, сепак може, например, ја имам проблем многу сонце, кога има жештина, потешко ми е да тренирам, кога е поладно или да се тркам, кога е поладно, кога врни многу ми е свежо и она full speed and power. Еве овај пат се соочив со сонцето и многу се исончав, ја намалив малку брзината. Тоа е тоа, секој има тоа има одредени влијание врз тркачот, се разбира. На некој во ноќта може би да му падне и страв, во непозната земја, во непозната планина. Треба доста и храброст за овој спорт. Која е твојата идна цел? Што сакаш да ја постигнеш? Дали има некоја трка што сакаш да ја истрчаш? Мене сите трки ми се драги. Во мој стил
тие трки што се не е битно дали во оваа земја, дали во соседните или подалеку, да има должина и висина. Секоја трка има своји карактеристики. Во Грција, например, се пекол жешки трките, ама сепак теренот е технички, многу е интересно, занимливо. Цел ми е да си тренирам, а трките една по една како што следуваат, да го давам најдоброто од себе. Ти благодарам на разговорот. Александар, 110 километри. За некого таа бројка изгледа можеби неверојатна, фантастична. За тебе како ти се чини? Дали до сега имаш истрчено приближно ваква дистанца или ова е за прв пат? Па до сега претежно трчав од 50 до 60 километри. Ова ми е прва над 100 километри, ама дека на домашен терен и затоа се речив тука да го скршам мразот. Дали претходно ја имаш и поминувана оваа рута? Да, Како тренинг? да. Рутата имам поминувано. Ја знам, тоа ми беше и преднос што ја знам патеката. И така, За колку часови ја ги помина тие 110 километри? за 14 часа и 18 минути. Целта ми беше да бидам од 14 до 15 и презадоволен сум. Ја оставив таа цел. Би ти го поставил истото прашање што и намери го поставив. 110 километри, голема далечина, 14 часови, имаш многу време за размислување, сам си со себе си во планината. Какви мисли ти проаѓаат кога ги поминуваш тие 110 километри? Дали можеш да го споделиш на еден начин тоа искуство со нас и со нашите гледачи? Тоа зависи криза кога ќе те фати, ама секош на почеток кој е уживање. Како иди крајо, како иде кризи, нозе, откажување, она и мислиш само на финиш, уште олку километри, онолку километри. Зависи. Зависи кризи како те фаќа, многу долг временско и зависи од трка до трка. Дали се трча понекогаш во друштво со некој во текот на трката, па потоа сам си даваш темпо? Да, некогаш се трча и во друштво, ама јас практикувам најчесто сам. Сам диктирам темпо и зависи. Освен физичката подготвеност, нормално психичката, потребно е и да се знае, да се чита мапата, така, за овој спорт, каде се оние насоки дадени за да се помине стазата. Дали тоа е потребно долго време да се научи? Па, тоа зависи до трките како се организирани. На пример, јас на многу трки си имам загубено и имам изгубено и места и се. А инаку јас мислам дека на овие трки најбитно е колку што е физички битно, толку и психички е многу битно да бидиш јак психички. Која е твојата наредна цел што сакаш да ја постигнеш? Дали има некоја трка во Европа што сакаш да ја истрчаш, можеби она што го викаат неофицијално светско првенство околу Монт Блан или нешто слично? Па цел за трки може неам која трка, мене целта ми е да се наминувам себе си од година во година, да ги рушам моите времина и да бидам подобар од ланскиот јас, што се вика. Тоа ми е целта. Во колку часови во текот на неделата тренираш или во денот, секој ден или како? Па 5 до 6 пати неделно, по сат, 2, зависи. Некогаш се прават и подолги рути од 30-40 километри. Па скоро секој ден, да. Ти благодарам на разговорот. Тоа беше разговорот со Александар и со Мерија. Уште еднаш честитки за нивните успеси. Се надеваме дека и понатаму достојано ќе го презентираат и Прилеп и Македонија и надвор од нашата држава на ваквите ултрамаратони.